Здраво, здраво, добре дојдовте на новото видео на нашиот YouTube канал. Во ова видео ќе се позанимаваме малку повеќе со придавките, поточно со степенување на придавките. За тие кои не ги разбираат граматичките поими, класичната дефиниција за придавките е дека тие се зборови кои ги означуваат особините на предметите и појавите. Или поедноставно, придавките се тие зборови кои што може да ги кажеме за да означиме некоја карактеристика на предметот кој го опишуваме. Например, да го земеме предметот маса. Зборот маса граматички е именка, значи име или назив на некој предмет. Ако кажеме нова маса, значи сме кажале некоја карактеристика на масата. И таа карактеристика граматички се нарекува придавка. Како придавки може да бидат нов, стар, млад, добар, лош, нели и во женската форма нова, стара, млада или во било која друга форма. Степенување на придавките, значи тоа што денес го сакаме да го пообјасниме, е кога ги користиме овие зборови за да направиме некаква споредба или наедноставно кажано во македонски јазик тоа се по и нај формите. Например, нов, понов, најнов, стар, постар, најстар, млад, помлад, најмлад. И да не редиме други примери. Основната форма на придавките, например, нов, стар, млад се нарекува позитив. Тоа го прикажавме во оваа колона во табелата. Значи, основната форма, нов, стар, млад, на придавката нарекуваме граматички се нарекува позитив. Степенувањето, или во македонски по формата, граматички се нарекува компаратив, значи споредба, споредуваме, например, помеѓу два автомобила, понов, едниот е понов или постар од другиот, или двајца луѓе, едниот е помлад или постар, како и да е, по формата. И третата колона, суперлатив, значи нај формите, најнов, најстар, најмлад. Значи, позитив, основното, компаратив, по форма, суперлатив, нај форма. Во понатаму ќе објасниме некои во теорија, значи ќе објасниме нешто повеќе за степенување на придавките. Значи како да се добијат тие по и нај форми во германски јазик. Во компаратив, значи исто тука имаме една табела. Исто така, првата колона придавка во основна форма или позитив, втората колона наставка за компаратив, за по формата, нели компаратив беше во македонски по, например помлад, помлада, постар, постара, значи по формата, и третата колона наставка за суперлатив се нај формите. Во понатаму во видеото ќе видиме тоа и ќе го објасниме малку повеќе. Наједноставно, најосновно правило е дека во компаратив се додава R, значи на позитив, на основната форма, се додава R. Може да видите, например, klein, значи мал или мала, зависи во која форма ќе биде изменето, и за да добиеме пример од мал, да добиеме помал, на klein едноставно се додава R. Значи во македонски би додале пред придавката, мал, помал, во германски се додава после или на придавката, klein r. Тоа цртките тука што имам оставано се само символично да видите како која е основата, која е наставката што се додава. Значи во опишување нели нема да се додадат тие црти, туку само би се напишало kleiner. Значи тоа би било klein, мал, kleiner или kleina би било помал. Нека остане за сега цртките, чисто колку да знаете, цртката не се пишува, туку само ја означува основната или позитив формата со наставката да ги раздели, значи основната форма од наставката за компаратив. Гледате надолу на сите форми во компаратив е додадено R, kleiner, jünger, älter, gesünder, größer, teurer, höher, dunkler и другите besser, lieber, mehr. Овие три може би забележувате дека се малце посебни, ќе кажеме кога ќе дојде време и за нив. Наједноставно, повторно да кажем, најосновната форма компаратив се додава R и се добива нели таа полформа во македонски јазик. Во суперлатив имаме два збора, да речем, што треба да се додадат.
имено пред придавката. Klein гледаме позитив или основната форма. Пред придавката се додава am кај сите придавки. Значи тука нема исклучок. Гледате на сегде во сите примери што се дадени е тоа am. И како продолжување на придавката, како кај компаратив што се додаваше er, во суперлатив се додава sten. Am sten. Klein, мал, kleiner, помал, am kleinsten, најмал. Тоа е најосновното правило. Сега тука гледате имам напишано уште покрај првото имам напишано уште 3 други правила, ќе ги разложуваме едно по едно. Второто, кај едносложни придавки, нели, доаѓа до умлаутизирање. Умлаут се тие буквите со две точки. Тие двете точки се нарекуваат во германски, граматички да речам, се нарекуваат умлаут. Значи, кај едносложните придавки, кај голем дел од едносложните придавки доаѓа до умлаутизирање. Jung, млад, покрај наставката er, исто така доаѓа до умлаутизирање. Значи, jung, U е буква која може да се умлаутизира, jünger. И во компаратив, и во суперлатив. Jü, повторно го имаме, am сме го додале пред и sten е исто така додадено после предавката. Jung, jünger, am jüngsten. Значи не чисто U, туку U. Jung, jünger, am jüngsten. Доколку завршува на придавката, доколку завршува на Т или Д, се додава естен. Значи не само стен, туку естен. Ова се однесува само за формите само во формите во суперлатив. Значи во компаратив ова нема влијание да речем ова правило. Само во формите за суперлатив наместо стен се додава естен. Например, третата придавка која што имаме дадено тука како пример, alt, нели значи стар, älter, повторно едносложна придавка доаѓа до умлаутизирање, од а се сменува во а умлаут, во компаратив и наставката er. Alt, älter, и во суперлатив, нели am, кажавме се додава кај сите, sten, тие што завршуваат на Т и Д, се додава едно Е помеѓу Т и С. Тие што завршуваат, придавки што завршуваат на Т или на Д, во суперлатив се додава не само стен, туку естен. Alt, älter, am ältesten. Исто така како исклучок, може да ја кажеме четвртата придавка која што е дадена како пример, gesund, значи здрав. Двосложна придавка, значи не е едносложна придавка, gesund, два слога, меѓутоа, и кај оваа придавка доаѓа до умлаутизирање. Gesünder, секако се додава, тоа е како во македонски нели кажавме по, здрав, поздрав, завршува на Д, исто така ќе се додаде тоа Е. Доколку придавката во основната форма завршува на Т или на Д, се додава Е. Gesund, gesünder, am gesund esten. Четвртото правило кој што го имаме, четвртиот исклучок, да речем, кој што го имаме тука напишано, доколку завршува на SZ, се додава ten. Предходното правило беше дека доколку во основната форма завршува на Т или на Д, покрај стен се додава естен. Ова правило не кажува дека доколку предавката завршува на SZ или на шарф SS, тогаш не се додава стен, туку се додава само ten. Тоа е, предпоставувам, бидејќи тоа SZ заменува две С. Бидејќи веќе се изговара едното С, се додава само ten. Например, gross, едносложна придавка, секако доаѓа до умлаутизирање,
Во компаратив додаваме ер, groß, größer, и во суперлатив am секако е додадено, größ, и не е уште едно стен, да се додаде уште едно с туку се брише, нели, ќе се додаде само ten. Groß, größer, am größten. Во изговор тоа речиси да не се приметува, во пишување треба да се запази на ова правило за исклучок, да речем. Исто така, некои исклучоци ги немам тука напишано, бидејќи се прилично ретки, имено доколку предавката завршува на ер, доколку во основната форма предавката завршува на ер, тогаш во компаратив, значи само во компаратив, следниве примери за следниве три придавки што ќе ги кажам, исклучоците се однесуваат само во формите за компаратив, не за суперлатив, туку само за во формите за компаратив, а претходните што ги кажав, исклучокот е само во суперлатив. Esten, gesund esten, größten. Значи, кај тојер, хох и дункел. Да продолжиме со тојер. Доколку предавката завршува на ер, во компаратив, значи во по формите, тоа едно ова се губи. Значи од тојер се добива тојр ер, не тој ер, туку тојрер. Тоја, скап, тојрер, поскап. Гледате во суперлатив, ето си е останато, значи кажавме се однесува ова правило на исклучување на само во компаратив. Тојер, тојрер, am tojersten, am sten. Основата или позитив формата си е тојер, am sten, и во компаратив се губи тоа тојер, тојрер. Исто кај хох. Исклучокот би бил само во компаратив. Во суперлатив гледате, нели, доаѓа до умлаутизирање на о, се додава am, се додава sten, хох, високо, am höchsten, највисоко. Во суперлатив. Во компаратив еден мал исклучок, да речам, искрено не ми е познато за други придавки, мислам дека буквално станува збор само за оваа придавка, само за хох. Во компаратив нема да биде höher, туку höher. Во изговор второто х не се кажува, значи нема да биде, гледате, умлаутизирањето секако настапува од о во о умлаут, наставката ер секако е тука, но тоа ch што, нели, за гласот х се пишува, тука го нема. Значи нема да се каже höher am höchsten, туку höher am höchsten. Во компаратив х-то, второто х се губи. Höher. Hoch, höher, am höchsten. Висок, повисок, највисок. Исто така продолжуваме со дункел, исто како што беше случајот кај предавките што завршуваат на ер и кај предавките што завршуваат на ел. Дункел. Исто и тука во компаратив тоа се губи. Значи нема да биде дункел ер, туку дункл ер. Дунклер. Не доаѓа до умлаутизирање пардон, на у, бидејќи, нели, станува збор за двосложна придавка. Дункел. Едносложни пример јунг, алт. Исклучок од тие едносложни придавки за умлаутизирањето беше gesund. Дункел, исклучокот кај дункел, тоест кај сите што завршуваат на ел, е тоа што во компаратив се губи, гледате тука нема ел, туку е дунклер. Во суперлатив си останува повторно дункел. Дункел, темно, дунклер, потемно, am dunkelsten, најтемно. И трите последни придавки кои што ги кажуваме тука, се gut, gern и viel.
Тие имаат неправилна измена, имено ќе мора да речеме овие три придавки да ги научите формите на памет. Значи не подлежат на овие правила во компаратив ер, во суперлатив да се додаде ам и стен. Меѓутоа може да се забележи дека на пример во компаратив е додадено ер, додадено, завршува на ер, бесер, либер, мер. Или во суперлатив, амбестен, липстен, мајстен. Меѓутоа не е примерот гут, гутер, амгутестен, или од герн, гернер, амгернерстен. Туку имаат сосем нови форми. Гут, беса или бесер, амбестен. Добро, подобро, најдобро. Герн, либер, амлипстен. Радо, порадо, најрадо. За амлипстен, искрено во јужните делови на Германија, јас барем имам слушано и форми амгернстен, да кажуваат. Герн, либер, или амлипстен, или амгернстен. Меѓутоа, литературно е амлипстен. Радо, порадо, најрадо. И фиел не е филер, туку е меја, и не е амфилстен, туку е аммајстен. Многу, повеќе, најмногу. Фил, меја, аммајстен. Повторно да кажам, кај овие три, запазете малку, бидејќи тие се не подлежат, да речем, на правилата за изменување на придавките во компаратив и суперлатив, туку се имаат своји форми и во компаратив и во суперлатив. Gut, besser, am besten, gern, lieber, am liebsten, viel mehr, am meisten. Продолжуваме со еден пример како овие форми да ги користиме во реченица. Ќе дадам пример во овој случај само за формите во компаратив, бидејќи тука може да настане мала промена, да речем, или треба малце повеќе да се внимава, во смисла, бидејќи станува збор, може да стане збор за два случаи. Првиот случај е кога се прави споредба, кога се прави споредба помеѓу две работи кои што се со иста вредност. Така и го пишав тука, со иста вредност, значи гледате тука сликовито, да речем, се прикажани две риби кои што се со иста големина. Доколку станува збор, значи доколку споредуваме две работи кои што се со иста вредност, дали без разлика дали иста возраст, иста големина, иста старост, што и да е, доколку вредноста која што ја користиме, која што ја споредуваме, доколку придавката, да речем, која што ја користиме е истата, вредноста е иста, тогаш се користи оваа форма. Може да се каже genauso или ebenso, или само zo, ја додаваме придавката во основната форма или во позитив, и на крај ви. Например, двете риби се со иста форма. Dein Fisch ist genauso groß wie meiner. Твојата риба е исто толку голема како и мојата риба. Значи, genauso или ebenso, сеедно кој од тие, искрено не ни мора, ни genau, ни eben, може само zo. Dein Fisch ist so groß wie meiner. Меѓутоа, тука треба повеќе да запазите, да речам, бидејќи станува збор за две работи кои што се исти. Значи, не се прави споредба, едната е поголема, помала, туку двете работи се исти, придавката ќе остане во основната или во позитив форма. Може и тука да забележите Dein Fisch ist so groß wie meiner. Значи не е so größer wie meiner, што нели би немало и смисла доколку го кажуваме твојата риба е толку поголема како и мојата, туку твојата риба е толку голема како и мојата. Dein Fisch ist so groß wie meiner. Значи so, придавката во основната форма, во позитив форма, ви, доколку двата предмети се со иста вредност. Доколку предметите се со различна вредност. Исто тука сликовито повторно може да видите дека станува збор за две риби нацртани од кои едната е поголема, другата е помала. Значи имаат различна вредност. Во тој случај
Придавката ќе биде во споредбена форма, во компаратив. Значи нема да биде во основната, во позитив, туку ќе се прави споредба, да речем, и ќе биде во компаратив. Од gross, größer, и не се користи предлогот ви, туку предлогот als. Mein Fisch ist größer als deiner. Мојата риба е поголема отколку твојата. Значи, накратко, двата предмети се со иста вредност, двете риби се исти. So wie. Помеѓу тоа ќе биде предавката. Dein Fisch ist so groß, повторно да кажам, не е воопшто грешно и да кажете genau so groß или eben so groß, може едноставно да кажете само so. Dein Fisch ist so groß wie meiner. Доколку двата предмети се со иста вредност. Доколку се со различна вредност, гледате едната риба е поголема од другата, придавката е зема формата во компаратив, mein Fisch ist größer и предлог als. Значи не wie, туку größer als. Mein Fisch ist größer als deiner. За да го покажеме кажаново, да речем, да го прикажеме во практична смисла, ќе се послужиме и со неколку кратки вежби. Може да видите тука има компаратив или суперлатив. Првата вежба е дали треба да се одлучи во кој случај ќе биде компаратив, во кој суперлатив. Првата реченица е решена колку чисто како пример, колку да може да се објасни како би требало да се решат и останатите две, второ и трето, и може така да ги избиеме малце. И втората вежба als oder wie. Значи наша задача ќе биде да одлучиме дали ќе треба да се каже als или wie. Значи дали се прави споредба со иста вредност, дали работите кои што се споредуваат се со иста вредност или се со различна. Да продолжиме. Пред да продолжиме, само сакам да ве упатам, да речам. Доколку сакате, може во овој случај тука да го паузирате видеото. Јас ќе продолжам со објаснување. Ќе продолжам со објаснување што, како е добиено. Доколку вие сакате да се обидете да пробате сами да ги решите вежбите, може тука да го паузирате видеото, па понатака ќе видите дали тоа што вие сте го решиле, дали ви е точно или негде треба да се поправите. Доколку сакате сами да ги решавате, паузирајте тука, јас ќе продолжам да објаснувам. Да ја анализираме првата вежба која што е веќе решена. Livia trinkt, сметаме дека lieber и am liebsten не се напишани. Со цел да ги пообјасниме. Да објасниме како се решава. Livia trinkt Kaffee als Tee, aber trinkt sie Kakao. Во првиот дел од реченицата ни се кажува дека Livia пие празно место кафе отколку чај. Значи станува збор за споредба на две работи. Го имаме предлогот als. Логично е дека ни треба компаратив. Во заграда имаме дадено придавката која што треба да ја употребиме. Од gern, може да видиме, од gern компаратив lieber. Значи, добиено е Livia trinkt lieber Kaffee als Tee. Livia пие, подраго или порадо кафе отколку чај, но празно место пие таа какао. Повторно да кажам, логично е дека ќе биде најрадо. Livia пие порадо кафе отколку чај, но најрадо пие таа какао. Од gern, компаратив форма беше lieber, суперлатив am liebsten. Значи, Livia trinkt lieber Kaffee als Tee, aber am liebsten trinkt sie Kakao. Втората, heiß. Повторно да кажам, обидете се некои сами да ги решите, сами да ги решите вежбите, после проверете дали ви се решенијата точни. Придавка која што ни е дадена, која треба да изменуваме е heiß. Im Frühling ist es празно место als im Herbst. Во пролет е отколку во есен.
на празното место, логично треба, бидејќи се спомнуваат две работи, се прави степенување помеѓу пролет и, компарација, споредба помеѓу пролет и есен. Значи, бидејќи се прави споредба помеѓу две работи, не треба компаратив формата или со по. Во пролет е пожешко отколку во есен, но продолжуваме најжешко е секако во лето. Хајс. Во компаратив, едносложна придавка, доколку имаше можност за умлаутизирање ќе се умлаутизираше, нели доколку А, О или У букви, тие можеа да се умлаутизираат, Е или И не може да се умлаутизира, значи се останува само од хајс да се додаде Р. Im Frühling ist es, heißer als im Herbst, aber и сега. Напред додаваме am, на основната форма heiß, бидејќи завршува на SZ, на шарф SS, на heiß ќе се додаде само aber am. Heiß, ten ist es natürlich im Sommer. Нели, правилото кажуваше дека треба да се додаде стен, меѓутоа исклучокот беше кога завршува на SZ, тоа S да се изгуби и да се додаде само ten. Im Frühling ist es heißer als im Herbst, aber am heißsten ist es natürlich im Sommer. И третата, придавката која што ни е дадена е klein, треба да ја искористиме во компаратив и суперлатив. Susanne ist als ihre Schwester, aber Sara ist... И да продолжим. Повторно, Сузане е споредено со незината сестра. Сузане е помала од незината сестра, но Сара е најмала. Помала. Klein. Помала. Susanne ist kleiner als ihre Schwester, aber Sara ist am kleinsten. Am sten. Am во суперлатив, значи во најформите, во секој случај се додава. Klein, најосновна придавка, мислам нема никаков исклучок, klein, sten. И втората вежба, која што тука ја подготвивме за ова видео, во кој случај ќе биде als, во кој случај ќе биде ви. Имаме исто 4 вежби, да се обидеме 4 задачи, да се обидеме да ги решиме. Silvia ist so alt, празно место, meine Schwester Resi. Силвија е толку стара, како и мојата сестра Реси. Станува збор за иста вредност, на иста возраст се Силвија и Реси, ви. Silvia ist so alt, wie meine Schwester Resi. Исто така, за да знаеме дали ќе биде ви, ја гледаме формата на предавката. Значи не е во компаратив, туку е во позитив, во основната форма. Основна форма на предавката ви. Deine Tochter ist klüger die andere Kinder in ihrer Schulklasse. Твојата ќерка е помудра, попаметна, отколку, не треба тука, отколку другите деца во незината паралелка или во незиното оделение. Придавката е во компаратив, значи од клуг, клюгер, помудра, попаметна, не треба, не е иста вредност, не треба предлог als. Deine Tochter ist klüger als die anderen Kinder in ihrer Klasse. Трета реченица. Mein neues Handy ist kleiner und praktischer mein altes. Повторно гледаме. Придавка во компаратив, klein, kleiner, praktisch, praktischer, предлог, бидејќи не се со иста вредност, се прави споредба во кој се споредуваат новиот и стариот мобилен телефон. Мојот нов мобилен телефон е помал и попрактичен отколку мојот стар. Значи, со различна вредност, придавките во компаратив, предлог als. И четвртата и последна реченица во овој случај задача. Dieses Restaurant ist so gemütlich, das andere Restaurant. Овој ресторан е толку удобен,
ни треба како и другиот ресторан. Придавката е во позитив, нема споредба со различни вредности и едниот и другиот ресторан се исто толку удобни. Предлог ви. Dieses Restaurant ist so gemütlich wie das andere Restaurant. Тоа беше се што ви подготвивме во ово видео. Се надеваме дека ви се допадна нашето видео. Не заборавајте, доколку е така, да кликнете лайк на нашето видео. Доколку сакате да добивате тоа лайк, тоа дугме, нели? Доколку сакате да добивате известување за нашите нови видеа, откако ќе кликнете subscribe на нашиот канал, до дугмето subscribe има едно звоно, кликнете на звоното и за секое наше ново видео ќе ви стасува нотификација дека имаме ново видео. Се надеваме дека ви се допаѓа нашиот канал, дека нашите видеа ви се наоѓаат како корисни и дека барем на некој начин ви помагаме во изучувањето на германски јазик. До наредниот пат, не заборавајте, учете германски. Чус!